Добро утро, точно 9 часот, а ние стартуваме нова работна недела со ново во градот. 6.6.2016. Овој ден го започнувам со Радовиш, Кичево и Крива Паланка. Добро утро, колеги, како сме подготвени да започнеме уште една нова работна недела? Добро утро, Јована, голем поздрав до тебе и секако до гледачите на телевизија Нова. Денеска за прв пат се вклучуваме од Радовиш и зборуваме со градоначалникот на општина Радовиш, господинот Сашко Николов. Тој успешно ја врши функцијата градоначалник веќе 3 години. Да го поздравиме. Добро утро, господине градоначалник, и добре дојде во емисијата на телевизија Нова. Добро утро, поздрав до вашите гледачи ширум нашата република од нашиот убав Радовиш. Господине градоначалник, вие успешно ја вршите функцијата градоначалник веќе 3 години. Кажете ми, колку сте задоволен од досегашното работење откако ја превземавте функцијата градоначалник? Токму така, измина 3 години, нели, од преземањето на функцијата градоначалник на општина Радовиш и генерално од реализацијата, од динамиката на реализација на проектите во овие изминати 3 години, јас сум задоволен со оглед на тоа што ако направиме една споредба, она што го ветивме во нашата изборна програма и со она што го реализиравме во изминатите 3 години, можеме да кажеме дека 90% од проектите кои што беа ветени се веќе реализирани, односно завршени. Остануваат уште 10 престојна година и тие 10 ќе бидат целосно завршени, што значи во 100% ќе биде реализирана ветената програма, односно ветените проекти од изборната програма. Но исто така во овие изминати 3 години успеавме, значи како локална самоуправа, да реализираме повеќе проекти и надвор од програмата или некаде над 50 проекти кои што не беа ветени во самата изборна програма, а беа како идеи на нашите сограѓани предочени пред нас, ние се запативме како локална самоуправа и успешно ги реализиравме. Значи се реализирани повеќе проекти во секое поле на нашето општествено живење и во делот на комуналната инфраструктура и во делот на патната инфраструктура, во образованието, во спортот, во здравството, генерално значи секој сегмент е офатен со реализација на нашите проекти и секако тука морам да кажам дека се потрудивме да направиме рамномерен развој и во градските урбани заедници, но секако не запоставувајќи ги и ставајќи силен акцент и на местните заедници од населените места и впрочем, нели, реализацијата на самите проекти го кажува тоа дали сме били успешни или не сме били успешни во изминатите 3 години. Кои проекти ги сметате како најзначајни за општината? Па видите вака, значи како што реков, направивме доста проекти, реализиравме доста проекти, самиот број некаде над 150 реализирани проекти говори дека сме реализирале доста во инфраструктурата генерално. Не знам од каде да почнеме, да почнеме од последното, во здравството. Во здравството имаше на почетокот 2013 година направивме целосна реконструкција и преадаптација на консултативна специјалистичката амбуланта, која што инвестиција заедно со набавката на 3D ехо апаратот ја кошташе општината бидејќи тие беа средства издвоени од буџетот на локалната самоуправа, некаде околу 12-13 милиони денари. Паралелно на тоа продолживме следната година со дополнителна инвестиција во делот на енергетската ефикасност, санација на фасадата, како и промена на столаријата. Оваа година заедно со Министерството за здравство ќе направиме уште еден проект кога сме кај здравството во општина Радовиш, а тоа е набавка на мамографот и го очекувам значи до средината на овој месец, односно до крајот на јуни месец конечно и во просториите на здравниот дом биде и официјално пуштен во употреба овој мамограф, кој што нели самиот по себе е од исклучително значење за нашите сограѓанки, нели, кои што и текако имаат потреба од овој апарат. И ред други инвестиции или реформи кои што се направија во јавната здравствена установа Здравен дом Радовиш, во делот на основање на итната медицинска служба, во делот на другите реформи и реорганизации кои што се направени и со еден збор мислам дека и текако направивме позитивен исчекор кога станува збор за здравството и здравјето на нашите сограѓани. Во делот на патната инфраструктура се направивме пробивање и асфалтирање на голем број на улици, почнувајќи од локалните патишта, а секако и улиците и во градот и во населените места. Тука како позначајни ќе ги спомнам улицата Хоџабајр, улицата Клачковица, улицата во селото Раовица, регионалниот пат, односно локалниот пат Подреж Калугерица,
Исто така и Јоргулица М6 Покрајчево, М6 како и локалниот пат Покрајчево, село Злеево и ред други улици кои што се асфалтираа или во тек на асфалтирање и пробивање сме сега во овој тековен период. Исто така би сакал да ја спомнам и улицата во селото Ињево, која што е прилично сериозна инвестиција на општината Радовиш, кои средства се обезбедени од Агенцијата за рурален развој, должина 1300 метри, која што едниот дел од улицата е веќе асфалтиран со инвестиција, како што реков, од овие средства обезбедени од оваа агенција. Оваа недела почнуваме и со доасфалтирање и пробивање на останатата должина, што значи дека село Ињево за прв пат ќе добие улица, односно улици во должина од километар и 300 метри и сакам да потенцирам тоа дека оваа улица ја градиме по сите европски и светски стандарди, односно ширината на коловозната лента е од 6 метри, тротоарски површини по 4 метри и 2 слоја на асфалт. Едниот АБС 22 со 5 см и плюс горен слој на асфалтот од 6 см или вкупната асфалтна површина ќе биде од 11 см, што значи дека исклучително квалитетен проект кој што го реализираме во селото Злеево. Кога сме кај населените места се реализира бројни проекти и во делот на комуналната инфраструктура, би сакал да спомнам она што во моментот го завршуваме во Војславци и Калугерица, а тоа е канализационата мрежа, фекалната канализациона мрежа. Значи, после 50 години, дојде ред да конечно го затвориме и оваа прашање, односно да го решиме проблемот со фекалната канализациона мрежа и овие две населени места, за релативно кратко време, ќе добијат конечно фекална канализациона мрежа, која инвестиција е исто така поддржана од Министерството за транспорт и врски, секако и предподготвителни работи во делот на проектната документација, во делот на експроприацијата и другите обврски кои што ги имавме ние како локална самоуправа беа претходно завршени. Аплициравме во Министерството за транспорт и врски благодарение на добрата соработка која што општината има воспоставено со транспорт и врски, успеавме да реализираме една значителна инвестиција која што изнесува некаде околу 800.000 евра за завршување на овие две канализациони мрежи. Исто така сакам да напоменам дека во фаза на реализација е и еден проект кој што е исто така значаен и за населеното место Калугерица, а секој и за Подреш и од околните места и Јаргулица и Покрајчево, секој и селото Оровица, а тоа е локалниот пат Подреш Калугерица во должина од 4 км, ширина на коловозна лента од 4 метри, банкински простор од по 1 метар лево и десно или инвестиција некаде околу 500.000 евра, која што исто така ја обезбедивме со кредит од Светска банка преку Министерството за финансии. И оваа активност, односно и реализацијата на овој проект веќе во поодмината фаза и очекуваме до крајот на летото и да биде завршена. Исто така кога сме кај канализационите мрежи, претходно изумив да кажам дека се дозавршени канализационите мрежи во селото Ињево и во селото Покрајчево, како и во населбата Ратниш, и овие инвестиции во делот на канализационите мрежи се финансирани од буџетот на локалната самоуправа. Кога сме кај спортот, исто така во изминатите 3 години направивме доста позитивни реформи во делот на спортската инфраструктура, во изградбата на мултифункционалните игралишта, но секако и финансиската поддршка на сите спортски клубови кои што екзистираат на нашата територија во општина Радовиш. Да почнам од она што е направено во спортската инфраструктура, направивме целосна реконструкција на градскиот фудбалски стадион, се изградени повеќе мултифункционални игралишта, дел во соработка со Агенцијата за млади спорт, а поголемиот дел со собствени инвестиции, односно со собствени средства на буџетот на локалната самоуправа. Тука сакам да го спомнам мултифункционалното игралиште во дворот на Никола Карев, мултифункционалното игралиште во дворот на гимназијата Коста Сосинов, кое што е навистина современо и со навистина одлични услови за спортски активности. Спортската сала во склопот на основното училиште Крсте Петков Мисирков, мултифункционалните игралишта во Јаргулица, Злеево, Калугерица и Војславци, кои што паралелно првата година беа изградени, а веќе следната година по барање на жителите, морам да кажам, да ги дополниме со професионално осветлување. На истите беше вградени професионално осветлување, за да и тие веќе и во ноќните часови бидат во функција на самите жители.
Имаме доста бројни активности, самиот факт во спортот дека имаме спортски клуби кои што дават спортски резултати и се надпреваруваат со многу посилни екипи или екипи кои што произлегуваат од многу поголеми градови, самиот ќе го спомнам ракометниот клуб РК Радовиш кој што со успех се надпреварува во Суперлигата на Република Македонија, во Рачкиот клуб, фудбалскиот клуб и ред други помали спортови, односно поединечни спортови кои што даваат резултат. Мислам дека направивме доста во она што значи поддршка на општината за развој на спортот и спортскиот дух во нашиот град. Господине Николов, кажете ми, инфраструктурните проекти се приоритет на сите градоначалници. Кажете ми колку сте задоволен од сите овие активности и од тековните проекти во општината и населените места? Па да, реков дека сум задоволен, секој пат може и повеќе, но со оглед на целокупната ситуација која што имаме, со оглед на капацитетот на општината, со оглед на сите расположиви ресурси, мислам дека го направивме максимумот од она што можеме да го реализираме. Еве и за крај би сакал да кажам и да најавам уште еден, можеби најкапиталниот проект во историјата на општина Радовиш, кој што ќе отпочне со реализација до крајот на јуни, односно средината на јули месец, а тоа е почетокот на изградба на почистителна станица, која што самата по себе со средствата кои што ќе бидат инвестирани некаде од 6,5 милиони евра, говори дека еве и во овој поглед успеавме, значи како општина да одговориме на предизвикот, да ја подготвиме проектната документација, да излобираме кај финансиерите да Радовиш биде една од приоритетните општини во која што еве ќе се случи една ваква инвестиција и тоа за многу брзо време. Современото здравство и квалитетното образование се можеби и најголемите предизвици на денешнината. Кажете ми какви проекти планирате во иднина? Па вака, во образованието мислам дека изминатите неколку години се направени доста позитивни исчекори во делот на инфраструктурата за одвивање на воспитно образовниот процес. Значи во Радовиш нема образовна зграда која што нема добиено средства за реконструкција, односно се реконструирани во цело сите училишни згради и во градот и во населените места, а сега во овој момент довршуваме уште една училишна зграда во селото Покрајчево, која што исто така еве со почетокот на следната година ќе биде ставена во функција на учениците од ова населено место и мислам дека со оглед на целокупните инвестиции кои што ги направивме, можеме да се пофалиме дека во Радовиш имаме современи услови за одвивање на воспитно-образовниот процес. Ви благодарам. Со оглед на времето мораме да го прекинеме разговорот, иако има уште многу што да се зборува за општина Радовиш и населените места. Студио, ова беа активностите, тековните проекти во делот на инфраструктурата во општина Радовиш. Доколку имате други прашања, повелете. Марија, убаво ни го представивте градот, но следното вклучување ќе го очекувам да биде на улиците во Радовиш, што имавме можности од инсертите да видиме дека навистина убаво се живее во Радовиш, раздвижено. Следното вклучување некој народен ден те очекувам од улиците во Радовиш. Ти благодарам денеска за представување првпат на овој град кај нас во Новоградот.